Државниот инспекторат ниту сега, ниту претходно не нашол неправилности во погонот за отпад на Екоклуб 95, тврди сопственикот на фирмата Сашо Јанакиевски, кој писмено се обрати до медиумите. Досега ниту еден инспекцијски надзор од ниту една државна институција не утврдила неправилности во несовремена методологија за собирање, транспорт и третман на неопасен комунален и опасен медицински отпад. Тој смета оти компанијата станала цел на политичка пресметка и побара од сите надлежни институции до крај да ги истражат сомнежите. Скандалот со медицинскиот отпад Јанакиевски го остави и без почесната конзулска функција. Од МНР Залпа потврдуваат дека постапката за негово отповикување е започната. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија со нота, добиена од амбасадата на Унгарија во Скопје, е известена дека министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија Петар Сјарто го отповикува од мандат Сашо Јанакиевски, почесен конзул на Унгарија во Битола. Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија веќе започна постапката за отповикување на почесниот конзул. Ова следи по обвинувањата на градоначалникот Шилегов кон Јанакиевски и неговата фирма Екоклуб. Според Шилегов, фирмата медицинскиот отпад кој завршувал на Дрисла не го третирала соодветно, зашто поднесе и кривична пријава во јавното обвинителство. Јанакиевски ги негираше ваквите тврдења, обвинувајќи оти објавените снимки не биле веродостојни. На видеата што ги објавија од град Скопје е прикажано дека медицинскиот отпад во погонот на Екоклуб не се преработува. На нив се гледа и како кучиња јадат човечки органи, а шприцеви, игли, крвави гази и друг медицински отпад незаштитени се префрлаат во камион за транспорт, од кој се цеди и крв. Процедурата за депонирање на ваков вид на отпад инаку вклучува пакување во посебни кеси. За аферата сега реагираат и од ВМРО ДПМН. Медиумите објавија дека токму оваа фирма, која СДСМ се обидуваше да поврзува со ВМРО ДПМН, добивала тендери, и тоа многу големи тендери, токму од власта на Зоран Заев и СДСМ. Да биде абсурдот уште поголем, Шилегов тврди дека овој скандал бил откриен уште во декември и пријавен до обвинителството, но тоа не било проблем институции под контрола на СДСМ и на Зоран Заев во јануари да даваат тендери на истата таа фирма. Фирмата Екоклуб, кој од лани има и германски собственик, 9 години работи со преработка на медицински отпад. Само минатата година на Дрисла, оваа фирма депонирала околу 4700 килограми медицински отпад.